Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека но сигурно загубивме допир со себе и реалноста. Затоа денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален човечки муавет со пријателите. Јас сум Жарко Димитриевски, а ова е 1 на 1, сезона 12. Денес сум многу возбуден. Зошто? Бидејќи денес во крузеров на Toyota ќе се возам со еден од најголемите, најголемиот, најагилниот, као да кажам, мокниот. Тоест, чекај, морам прво за колата да кажам. Toyota Land Cruiser. Ова е веројатно најголемиот, најагилниот, најмокниот теренец на пазарот. Сега за колава зборам или за гостинот, извини? Океј. Не, продужи, нема везе. Леле, каков гостин имам, не можам да додржам. Океј. Land Cruiser, значи прво така сум требал да кажам. Вооружен со напредна технологија за контрола на стабилност, контрола на лизгање, погон на сите 4 тркала, има доволно простор, не знам да влезат таму 100 души. Ако сакаш и така натаму, и така натаму. Ај сега за гостина. Двоен клубски шампион на Европа, светски шампион, двоен европски шампион, сребрена медаља на Олимпијада, играше во NBA во неколку клубови, значи се. Добро Toyota Land Cruiser, знам, ке кажам, океј. Ова е теренско возило што сакаш да го возиш и на планина, и во град, незапирливо, несовладливо и со карактерна интелигентна зверка, луксус и мод во едно многу големо пакување. Со еден збор, идеално за денес. Зошто? Да видите кој ми е гостин. Не е влага тој во секаква кола, него собира. Еве на договорено место што ти е професионалец. Се знае дека чека на право место у право време. Како си? Одлично. Дошто мало до Скопје, да одиграм баскет. Да фрлиш некој баскет? Слушај, од кога не си шутирал? Последен пат? Сад откаде е отворена академија јесам, али баш 13 година, 14. Па не те јадеше црф онака не? Не, бе. Слушај, може да ме добиеш, има шанса да ме добиеш. Ајде да видиме. Ама чекај од слободни, немој да крадеш. Па може. Чекај така. Ти 3, ја 3. Кој први? Ти прв. Пославиот има предност. Ау. Ле. Ајде, ребрача. Ајде да видиме. Леле, добивам, 0-1. Ау. А не могу оделу, е. Само едно треба да дам, изгледа. Тражим Трите оправдање због одела. Да, због одела, така е. Добро. Добро, ме прва била 14 година стара. 1-2. Леле, ова е зезнато сега. Ако го даje сега сите 3 треба да ги дам. Не! Ајде, гледај сега. А не могу. Немој да крадеш. Да, не важи со табло, е. Да. Не, од табла се 2. Ајде, части Желко Ребрача. Оди бе? А може, ајде. Ајде, мајстар. Остави му го ова на овој тука. Не сум сонувал дека ќе го победам Желко Ребрача. Ето видиш. У партија, значи со ништата се остваруваат. Она што никогаш не мислиш дека ќе се деси, може ќе се деси. Видиш? Те фатив на финта, не си играл 13 години. Абе, академија, како се вика, Желко Ребрача? Академија Желко Ребрача. Така. Кошаркашка академија Желко Ребрача. Од кога постои во Србија? Или Кошаркашка академија Ребрача. Или Кошаркашка Ребрача. Од кога постои во Србија? Колку години? Постои, отворили смо ја у септември. Значи е тазе, нова. Јест, али смо у припремама, ајде да кажемо 2 години. Хтели смо да урадимо нешто другачије, иновативније, неко своје искуство кое сам ја пролазио од кога сам био клинац. Така е. Па онда кроз НАП Нови Сад, Партизан, Бенетон и Панатеникос, NBA. И да то уобличимо и да пренесемо то клинцима. Та нека нова искуства и иновации. Да не буде класика, нисмо тели да се бавимо
da se bavimo raznim temama, od engleskog jezika. Аха, значи не е само Ne samo košarka, кошарка и толку. ne, nego i engleski jezik jer znam koliko je meni bio potreban Ti više engleski teško? kad sam otišao. Pa jeste, onda otišao sam u Italiju, nisam znao ni italijanski ni engleski. Aj. I onda sedim u slačionici kao drvo, ne znam ništa, dok nije jedno 7-8 mjeseci dok nisam naučio. I onda gledamo to i onda samo motivacija klinaca, taj Значи NLP. психологија. NLP, ovaj savremena psihologija, ja je Tako. zovem tako, NLP, neurolingvističko programiranje. Znam, I znam. prilagođeno deci, gledamo da to implementiramo, da pričamo o ishrani isto, svi idu sada... Добро, ама она што им е нив битно, тоа е дека и во Скопје за брзо време ќе има пак нешто. И во Македонија, не е само во Србија, така? Ne, Може naravno, да најавиме? ne, A? može, pripremamo za to, ali hoćemo da to bude kvalitetno i dobro urađeno sa odličnim Da. ljudima, trenerima koji će da radi, koji će se posvete deci. Тоа сега Znači, треба да to je биде na prvo, најдобрите. da, mislim da je to najbitnije i da nećemo da bude ono već, da bude klasik. Не, ти од старчи им каже дека се внимава на, се пази Па на гледай. психологија, се пази на A da англиски, pripremimo на такви klince, работи. danas su klinci mnogo asocijalni i Така е, само imaju мобилниот. imaju problem sa komunikacijom sa drugim ljudima. A A mislim da košarka ne je- jest. A košarka može da im pomogne u tome. A i Тоа kroz е ove razne... физички спорт, знаеш, тоа е спорт, тимски спорт. Не може ти помобилен да научиш баскет. Знаеш, не може Naravno, motivacija, онлайн druženje. да го научиш Pa ne, ja kažem, баскетот. ono što ja kažem, sve se menja. I ovo danas uploadovanje, downloadanje, ali onaj osnovni rad, rad u rudniku, što ja kažem, dole na terenu neće se nikad promijeniti. Znači ti moraš da Така е. siđeš na teren, Žrtvата. pa tačno, Da, moraš da. da se posvetiš tome i da daš sve od sebe. Добро, сега доаѓа летно време, така? Обично се прават летни кампови, тоа се. Кај ќе биде година организирано нешто такво? Pa evo sada, kao akademija, pošto akademija radi, već imamo blizu 100 klinaca. Така, што се веќе запишани. Jeste, i sada želimo i za sve druge klince i širom Pa evo i od našeg Makedonije. regiona, da, želimo da sada ovo leto od prva smena od 3. jula do 7. jula na Zlatiboru, Аха, одлично. od 3. jula do 10. jula i od Две смени, а? da, i od 10. do 17. Така. Vidjet ćemo mere korone i kako će sve to da prolazi, ali Добро, za се te надеваме. dve, jeste, ali te dve smene ćemo da pripremimo na Zlatiboru sa vrhunskim trenerima koji su već dugi niz godina. Например? Od gostiju, znači bit će Ти си Vladimir. сигурно, така? Da, ja ću biti sve vreme tamo, po mom metodu želim da to rade. Dobro. Đorđe Tomić je sportski direktor akademije i on će biti i vođa Involviran, kampa. Така, така. A daću neki primjer, bit će nam i gost Vladimir Mirkovski sa kojim sarađujemo ovdje iz Taka. Makedonije, koji je bio i proglašen ovdje najboljim trenerom, mladim trenerom u Makedoniji i želimo i da nastavimo dalje tu saradnju i da on radi na kampu. Biće još da budu i Добро, мора да има и гости, сигурно ќе Naravno, има и bit će гости. gosti, ali ne bi sad o tome da pričamo, nego da ostavimo to Добро, za kamp. познавајќи те тебе и луѓето што ги познаваш и ти се пријатели, другари низ кариерата, сигурно дека ќе биде нешто топ. Jeste. Бе, I Желко hoćemo da Ревачев, to... Сега да те снима, значи, не можеш с... И кога сме кај тоа се што си прошол, еве да почнеме од почеток. Ти малку релативно касно почнуваш со кариера. Не си од мало дете 5 години, 6 Pa години. nisam, ja sam, prvo sam nešto godinu dana igrao rukomet i onda sam Aha. sa 14,5 godina prvi put uzeo loptu, košarkašku loptu u ruku. Бајаги. To je stvarno sad za današnje vreme kasno. Да. I, Како дојде до тоа? Кој те дека беше висок па да Pa ja sam iz Prigrevice, znači malo Dobro. mesto selo pored Apatina, rođen sam u Apatinu. Колку луѓе има? Мислам Pa колку oko 5.000. Добро, добро. I onda sam išao u školu, u srednju školu, išao sam u Sombor i onda mi je bio neki put, tada oni šinobusi od Aha, Prigrevice do Taka Sombora putuješ? šinobus i onda peške sam išao do centra grada gde mi je bila škola, išao sam u prirodno-matematičku, tada prvi put programerski smer Ајде. i onda sam tamo tih prvih godinu dana išao sam do Sombora, Sombor sam autobusom do Apatina, pošto sam u Apatinu trenirao i onda kad se završi trening, Apatin, Prigrevica, opet autobus. Чекај, I tako u krug. вкупно, значи, за да стигнеш до тренинг, ти колку 2 сата, Pa сат gledaj, и пол? ujutro, kako je bilo ujutro, ajde jedan dan da sad ajde. opišem, ajde,
kretao sam oko 6 i po ujutru. Dobro. I onda Šinobus dođe tamo oko 7 u Sombor. Dobro. Treba mi jedno 20-25 minuta da dođem do škole. Tako. Nastava je počinjala oko 8. Dobro. I onda sam imao, to govorim za prepodne. I onda Da. traje, ne znam, do 1, 2, u 3 se vraćam nazad. Ako se vraćam nazad za Prigrevicu, vraćam se ponovo tako do Prigrevice, onda iz Prigrevice za Apatin sam išao za autobusom. trening, za... Ako je večernji trening, onda sam, ne znam, trajao je nastava do 6 i pol. I idem autobusom za Apatin, trening je tamo od 7, pola 8 do 9 i onda kući sam, kad se vratim u Prigrevicu, oko 11, znači izgubim ceo dan. I dobro, nijedan moment ne si reče, do ovde, Pa nikad nije, nego mi je bilo to zanimljivo, interesantno. Ja znam da to danas roditelji dovoze, odvoze decu, Da. sačekuju ih. Mene, moji roditelji Kaj го pušti sa Šinobus, pa autobus, pa voz, pa ne znam što tamo. Ali ne znam, moji roditelji nisu imali uslove za tako nešto, ali nije ni, tad je bilo drugačije vreme, nije bilo kao danas. Danas su malo klinci razmaženi što se toga tiče. Pa i roditeljite го прават тоа сами. Jeste, ne bi trebao, možda postoji neki strah, malo je drugačije vreme, nije možda sigurno toliko kao što je bilo u ono vreme. S jedne strane možemo da razumemo, ali se razmaze klinci tim načinom i tim pristupom. Ти имаш 4 деца, така? 5. 5, Да. извини. Не, Да. се окей. Како се има некој што пројавува интерес за спорт, вака? Pa najstariji klinac, ajde, on je već završava studije Ne, u Americi ne i klinac. sada treba da pređe u Iowa University. О, добро. Тоа мислам дека I е sad treba da респектабилен. jeste Da, i da. potpisuje, tamo će da pređe i master će da radi tamo. Добро, а што студира? Koji mu je to Ekonomija biznis. А, тоа, да, не I е sad спорт. će, баш. sad će da master radi sljedeću godinu. А не играл по оние школски тимови, коледж, хај скул, нешто? Pa bio je sada na North Dakota i Aha. sad je odlučio da master, jer je imao oko 25 fakulteta što su ga tražili, doneo je odluku da ide na Iowa University, što je odličan On fakultet. американец ке си биде basically. Pa, mislim, priča naše sve je okej, ali recimo da jeste, da je glava podešena softver, njegov u glavi je taj. Па добро, добро. А другите? A drugi je, on je 14 godina, on je ovde kod nas u akademiji Rebraća i tu trenira. Treći klinac je mali, još on nije za to, Da, ali ima okej, vreme. da, ima vreme. Има Ali време, je, ќе ali njih dvojica za sada, da. Јасно. I imam Koga? večerke. Da. Кога свати дека можеш да професионално да се занимаваш со баскет? Знаеш, имаше некој момент кога си рече, абе, ја добар сум. Вајда не било од старт онака да си... Pa ne, znaš kako? Podobar od site. Gledaj, prva godina u Partizanu je bila neka moja prekretnica Тоа е 90-та, sportska. која е? 91. 92. 91, добро. Kad sam došao u Partizan, tad je Željko Obradović Легенда. preuzeo tu ekipu sa Danilovićem, Đorđevićem i celom Au, onom au, ekipom. da, I kad da, smo da, osvojili onaj kup šampiona Така, u Istanbulu. Така. Чудо. Da, pa najmlađa ekipa u istoriji Европски шампион најмлад. jeste. Така е. I tad sam ja počeo da shvatam ozbiljnije. Do tad je bila neka igra, druženje, Nemoguće. zezanje, izlazci. Тебе требаше европски шампион да станеш за да... Pa ne, ali stvarno jeste tako. Ја, I onda se od tog Колку момента... години имаше? Pa tad sam 20 20, i? 19, 20, ajde. Уф, I onda sam tu počeo da shvatam to ozbiljnije, ali onda sve ono vreme, ružno vreme kod nas što je bilo, Tako je. embargo, ja sam ostao naredne 3 godine u Partizanu, da bi 95. otišao. Ali sam shvatio košarku tada mnogo ozbiljnije, Аха, аха. jer su počeli da se interesuju neki strani klubovi, Добро, ali nisam imao веројатно и подобри пари тогаш, ваљда и плата по... Pa jeste to, ali to se kasnije projektovalo u 95. kad sam otišao u Benetton tada, u Italiju. Така, тоа значи више баш... Па си јесте напри, после. да речам, Панчев на прва голема плата, онака баш која зел, си купил Мерцедес. Имаш ти некоја таква работа што си направил? На прва, ќе си направам нешто кејф, онака. Pa ne, znaš kako, u tom periodu sam gledao da kupim, voleo sam one mini linije, televizore ili ne znam šta. I onda mi to ono, stalno Ти sam дека išao, програмер. pa stalno sam išao, pa bio si željan tih stvari, ono, Da, jednostavno nisi gadgeti. imao mogućnost, pa si ajde, kaže idem, i onda sam obilazio stalno te neke prodavnice, zvučnici, neki Така, nešto. така. To- Hi-fi to- sistemi, jeste, нешто. u tom periodu, tad je
počelo da izbacuju kasnije neki DVD, ono nek... Dobro, prvi некој. Da, ali to je bio... Non stop sam obilazio te prodavnice. А големо нешто не, а? Да речеш, не знам, Pa кола, dobro, kasnije куќа, drugi, стан, pa појма nisam нема. imao mogućnost odmah, nego možda drugu, treću A, godinu, така. onda sam se zainteresovao za auta, da imam dobra auta. Така. Кај ти било најубаво, бидејќи си живеел на многу места, знаеш, од Тревизо, да не ги редиме, од Белград, фала Богу, добро, сепак што ти е како дома, ама и Панатинајкос, значи Атина, во Америка, Детройт, Атланта, кај Лос Анџелес. Jeste. Daj da kažemo Кој е ovako. најонака? Ne mogu ja to da kažem ko je najbolji. Svako mjesto ima svoju lepotu. Па ај вака, чекај, за млад човек, кој е било најубаво? Pa gledaj, meni je bilo odlično. За сингл некој. Pa dobro, Beograd, znači Beograd? Beograd. Ne zezaj, podobro i za Los zezanje- Angeles, Ne, za za sve? zezanje za sve Beograd. Најбољи знаеш. Da. Добро, A добро. onda, ajde za... Italija je Familijaran? bila, gledaj, Italija je, znaš šta je Italija? Italija me edukovala i formirala u pravcu hrane, ishrane, Dobro. vina, Аха, значи da, фини нешта, убави нешта. oblačenja, Така, така. nekog... Stil. Stil. Tamo sam te stvari pokupio od njih. Добро. I to je stvarno nešto što je uticalo na mene dalje kasnije kroz moj život. To ajde Значи, da kažem, друг човек излезе од Италија. jest, to je sigurno, to definitivno. Dobro, Svako ko ode, dobro. ko proživi tamo par godina, sigurno će Tak. izađe drugačiji. Postaneš neka vrsta hedoniste, ajde da nazovem, ako voliš, dobro, ako dobro, uživaš. така е. Kasnije, onda 2 godine u Grčkoj, oni su specifični, slični su nama, temperamentni, Аха, ali tamo kada klima u Atini je idealna, perfektna. така е, да. I sada kad igraš u Panathinaikosu, koje je jedan od najboljih klubova Apsolutno, Evrope, tako je. osvajaš sve. Освојаш, да, I ривалство, се. Da, i nalaziš se u Atini, ideš do mora, uživaš, mislim, Точно. ne postoji bolje mjesto za Многу osvajanje убав titula. живот. Pa Така, gledaj, za да, да. 2 godine Ем си најбољи у спорт, ем мора, ем жени, ем што сакаш. Pa sve. Osvojili smo 2 puta Fantastično. prvenstvo Grčke i bili smo- evropski prvak. Da, 2000-te u Slovenu. I druge godine Така smo е. bili u Parizu, ali smo izgubili od finala. Ali mislim, može da zamisliš Убаво onda... го кажа, нема болje место титули да освоиш. Ne postoji, stvarno ne postoji. А ај обратно, имало ли сега, нема веза, нема никој да се лути. Некој град каже, лес, никад не би се вратил онака. Ти. Pa ne znam, u Atlanti sam bio kratko i onda ajde... Тој е во Џорџија, така? Da, ali Tako. to mi je... Detroit je imao svoju neku stranu, ali nije mi А on... Балканци многу имаше во Детройт? Ne, imam Makedonaca dosta. Imao Нели? sam, Е, па за тоа те прашувам. Jeste, imao sam samo Јас знам dosta... само 20 што се таму. Ne, ima dosta. Ja znam kad sam došao da je dosta dolazilo i da me prati, da me gleda, posle Da, utakmice da se da. javlja, slikali smo se. Jeste, bilo je ih dosta. Ali grad, ne, Los Angeles je idealan grad za život i za Не е klimu. многу хаотичен, многу така. A Hollywood ima uticaja na to. Mislim, moj omiljeni je New York, ali... Таму не си ali живеел, така? nisam, Yes. ali sam dosta puta, pošto smo igrali, Da, ne znam da, koliko da, da. puta smo Ту си dolazili. Нью Џерси, Нью Йорк, тука. Znaš kako to je mix kultura, američke i evropske. Gde ti možeš da vidiš i što se tiče oblačenja i hrane, Sve. utica Italijan, svega. Sve na jednom mjestu imaš. Кога сме Specifičan кај grad. храна, ајде сега горе да пиеме некој кафе. Može. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Во светот, создаден според потребите на возрастните, двама лечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Sweets. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за детето. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави.
Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Години се сеќаваш ли како незгодно беше кога ќе зајмиш пари ти? Па на шалтер кога одиш километар едици ти фали тоа во на страни 253 па луѓе 21 век што сте нервозни. Денес што ли не се прави се по интернети, а тогаш ем прв, ем брз, ем најдобри, ем кеш. Па кај си брат, до ден денес нема никој од нив подобри. За роден неќе частат пази автомобил, аплицирај си многу, нему ја мисли ти. Лапај нов автомобил и вози, чао, поздрави. Пренеси го својот стил во дворот и градината со Black & Decker. Вистински алат за совршена градина. СБДМК за тие што создаваат. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во Маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Насмевката доаѓа веднаш после првиот залак. Во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидерот горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Горење. Павлака со мокен вкус и здрави состојки. Во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Wits во аптеките близу вас. Неделата ја завршуваме со чај за добра ноќ. Good Nature чај за добра ноќ. Шолја чај за добар крај на денот. Запомнете. Левот пак е наједноставниот, но во исто време и најважниот дел од секој оброк. Брашно, вода, сол и квасец, тоест, моето брашно, па после вода, сол и квасец. Кога се работи за брашното, луѓе нема место за експериментирање. Најдобро е моето брашно од Кадино. Пролета е сезона за подновување, а зошто да не се подновите со нов автомобил? И тоа без пари. Како не знаеме, ама сега ќе ви кажам. Аплицирајте во М-Кеш за брз кредит и ако ви го одобрат, влегувате во игра за вредна награда. М-Кеш, М-нов автомобил. Наградната игра им трае до 31 мај. Одете на mcash.mk, информирајте се повеќе и побрзајте. Наградната игра трае до 31 мај. Дека немаше маска во кола, пази, од Галеника ти дава маска. Тоа е тоа. Ова е сребрена маска. Да, сребро ништо. Ја знаеш, во Србија многу популарна и низ Балканов. Ова ќе те прашам тоа. И добро, сега си на официјалниве страни 213 сантима, така. Тоа е упатика, ма затоа така што мере тако, али 211 е 210,8 мм. Бос. 211 е фер. Да. Значи да. така е. Кога порасна 211?
Pa niko. Pokojni otac mi je 1,88 m bio, majka 1,74-5. A na колку години 211 стигна? To je bilo negdje između 16. i 18. U jednoj godini sam sa 1,85 m otišao na 2,05 u godini dana. To je bilo strašno. Имаше девојка тогаш? Некоја? За стално? Pa nisam tada. Не, а замисли да си имал, знаеш, од овде, у една година. Pa dobro, morali bi da se adaptiraju. Ајде, добро, тачно. Нека носи повисоки штикли, што? Pa dobro, mijenjali bi visinu štikli. Така е, така. 20 сантим у една година. Da, to je dobro. Добро, тоа гарантите направи подобар кошаркар, веројатно помоќен да си по... Или? Pa, ja sam imao tu sreću da sam srazmjerno bio građen, i noge i ruke, a i fizičke predispozicije imao sam odlične. Mogao sam mnogo da skačem, da trčim brzo. Еден човек што те препозна, да речем, онака што да не беше тој стварно ништо. Pa bio je jedan trener u Apatinu koji je Vlada Taševski. Dobro. Kad sam kretao. Da ima makedonsko poteklo? Pa moguće, jeste moguće. I onda kasnije Dule Vujošević, Željko Obradović. Kod Željka sam najduži period i on je izvukao iz mene sve. Каков беше, мислам, каков е Željko kao trener? Željko je karakterno... Gled, Željko Obradović je karakterno mnogo jaka osoba i nije lako igrati za njega jer traži mnogo od igrača, poznaje košarku, ima košarku u malom prstu, ali je specifičnog karaktera, to možete da vidite svi i na snimcima kad mnogo je temperamenta. Tak. Ali ali meni je on odgovarao zato što meni je bio potreban takav trener. Disciplina? Koji jeste i koji je na neki način pod navodnicima ili kako već grub. Da izvuče iz mene, jer ako mi kaže ajde Željko molim te, ja još budem gori. Ali ako kaže, sad da ne spominjem pred kamerama šta je na koji... Spomeniš to, gledaj. Pa može, da Željko vidi kolika si konjina, idi u 3 lepe, Taka. I onda izvuče, pa ne tako, ali je bilo tu na ivici, smo imali par susreta, ali to je dobro, i onda sam ja izvlačio... A mu vraćaše? Jeste, imali smo par situacija u Обично, знаеш, тренериве се дерат, кошаркариве се кјутат. Обично. Pa jeste, ali znaš kako on izvlači iz tebe te neke, ulaziti do kraja na ivicu. Pa mogu neke stvari da spomenem, ali to su, ja to, spominjao sam dosta puta, bila je jedna situacija, početak u Panathinaikosu, kad smo počinjali sezonu, prva utakmica bila protiv CSKA u Moskvi. Baš prva kup šampiona, igramo protiv njih. I onda trening veče sat vremena, a veče pred utakmicu, on je znao da igra 5 na 5 na pola koša, da zameni nekog. I onda je tako nešto došao, prolazio pred mene i udari me laktom, onako baš dobro. I sad nisam reagao, trener je. I poplavilo mi. I ja to posle odem i tada kondicioni trener bio Sead Kržalić u Panathinaikosu. Ja kažem, šta mu je... Zašto me malo? Da, udario poplavilo. I on to kaže posle Željku, kaže, ma svi su oni... Na P. Da. Kaže, kojih J. Ja rekao, meni to kaže, ja sam poludeo. I 2 mjeseca posle toga, situacija slična u Atini, da. I on isto se tu... Nije se skinuo, nego je krenuo 5 na 5 i on krene i ja direkt u njega. Znači, prošao sam kroz njega. Izbijem u vazduh i on se čučnuo je dole. Da. Pošto sam mu izbio vazduh, ne može da diše. Pa ono ti 2-13. Dimitris Itudis je tada, što je trener sad, mislim, CSKA, pomoćni trener mu bio, svi igrači gledaju šta će se desiti, jer su očekivali da će me isterati sa treninga i da me kazni šta već. On kaže rukom, nastavite dalje trening. Aha, igraj. Da, a nije mogao da dođe do vazduha. I onda posle 1-2 minuta, kaže, Rebrača, mogu bi ovako da praviš blokove na utakmici. Ja kažem, Obradović, ovo ti je za Moskvu i za CSKA, sećaš se. Rekao, sljedeći put kad uđeš da igraš, onda ću da prođem, ićete svi treneri u 25. red gore. A na srpski zbori, da? Da, ali ovi svi sa strane sad ne znaju šta mi pričamo, smejemo se, a sad niko ne očekuje to. Očekivali su da će da me izbace sa treninga. Te kaznil trener nekoš? Ne Željko, drug nekoj.
Си бил казнет онака нешто? Pa ne, ono kašnjenje, znaš kako u NBA-u bilo situacije, a tamo je već to sve bilo u pravilniku nekom, ako kasniš, ne znam, tamo mislim zakonot je tako. Ono, prva 3 minuta, ako zakasniš $500, svaki naredni minut 50. Ти сметаше тој момент, знаеш, таму дека се е по некакви Ne, to je dobro. принципи, или тоа е Ne, добро? sve se zna i ne treba da razmišljaš. Niko ti ne govori ako zakasniš, ne dođe ti gde si bio, zašto kasniš, sve. Да, тоа Dođe ti na ček, Све piše. вика средено. Никој за ништо не мисли, вика, се е напишано. A znaš kako je bilo dobro? Ovdje kad sam bio u Clippersima, ta kazna, jednom sam kasnio zbog gužve, Dobro. kasnio sam na neki video, ono, bude pred utakmicu ili pred trening, video gledamo nešto, sastanak. I ne znam da li je bilo $1000 i nešto kad se sve skupi. Bilo je pravilo, Mike Dunleavy je tad bio trener i bilo je pravilo da imaš pravo da šutiraš trojku. Ako kazna je, sad kažemo $1200, Dobro. ako daš trojku, poništi ti se. Ako ja kao igrač dam, a ako promašim, bude 2400. Аде како сакаш, take it or leave it. A mogu da dam i Majku, tada treneru, da on šutira. Ako da, onda je 2400, ako promaši, onda je 0. I ja kažem ono ujutro, gde šutiram trojke, bilo jutro, ja kažem Majk ti šutiraš. I promašio je i 0. Ali bilo je igrača, ja znam, bilo je igrača koji su imali zakasne nešto, bude po 3000 ili 2,5. Ajde, trojka. Kao on će da šutne i promaši, bude 5. I kažem... I onda znam da su te pare išle u jedan poseban budžet i onda su se davali bol bojevima i onim... Ovие pomoćnici što se tuka okolo teren. Da, i onim fizioterapeutem. I onda se skupi taj neki... Bravo, kao fond. Da, i onda se to njima na kraju sezone podeli. Pa eto to... Абе, знаат американците. Мотивација е и за... Вака како држава Америка, што ти беше да ти... Не да ти фали тука на Балканите, ама знаеш да си речеш... Организованост, организација, систем. Како го опишуваш тоа на некој Балканец? Па глед, са Балкана ми не можемо да се... Не може? Не, можемо, али... Не се снаоѓаме у таков систем? Не ни е матрицата таква? Немамо ми ту vrstu sistema ovde. Mi smo... Ali mi se lako prilagodimo tamo jer smo kreativni. Dobro. Sa Balkana ljudi su kreativni kad odu tamo, lakše ne sme ovakvi... Pa ne gledaju, da, ali Amerikanci su više u tom sistemu, da, i čim izlaziš van tih linija, već je problem, da, jer ih suze u onome čim se bave. A mi nismo, mi smo ja kažem multipraktike, možemo da radimo svašta nešto. Tako da nam je lakše da se prilagodimo tom sistemu. Dobro, има логика и така и обично викаат тие што... Па не, у кошарци, кошарци kod nas, u Srbiji postoji sistem i zato imamo odlične rezultate. Točno. Znači mora da imaš sistem da bi napravio rezultat. Mislim, Amerikanci to imaju, pa onda... Mi ovdje na Balkanu, što se tiče drugih stvari, nemamo sisteme, pa onda... Имаме други работи. Играше, нели, кој што ги спомнавме тимовиве, тоа играше негде во тие 2000-ти, да ги кажеме. Тогаш ти беше NBA кариерата и играше против тие што беа најголеми звезди. Od Michael Jordana kad se vrati, on je 2001. Da, to je prva utakmica prijateljska je bila, igrali smo protiv njega. И како беше да играш против... Сигурно ти бил идол, вајда ти не си, нели? Idol, on je za sve nas košarkaše nešto posebno. Така, он е богот. Jeste. I sad kad gledaš Bogov tuka je. I gledaš ga i vidiš da on ima specifičnu energiju koju emituje iz njega. Znači, bukvalno ima aura nekoja takva? Da, to definitivno. To do što je? I danas kad ga porede sa LeBronom, meni onda, to je meni, što kažem, insult za... Insult, така? Se smeješ na to, a? Ne, znači nije on, pa onda Mnogo mesta, pa onda možemo pričamo LeBron, Kobe i ostali već koji su. Protiv Shaq isto si igrao? Jesam. Така? Ja kad sam otišao u NBA, mislio sam da sam jak. I bio sam jedan od najjačih tada u Evropi fizički. I onda sam otišao tamo i mislim, jak sam. I kad sam igrao prvu utakmicu, onda sam shvatio da sam smeš ko dete kao izašlo. Rađa во емисија рече, он вика е убедливо најтешкиот човек што сум го чувал. Вика, не се чува. Како да го чуваш? Pa ne... On komunicira dosta sa igračima i znam, sećam se da je... Со неговите колеги... Koju muziku sluša, šta vi u Srbiji, pitate... Da, ali šta je bilo? Nemoj da ga iznerviraš.
Pusti ga, on će dati tu oko 30, između 28-30 poena, okay. Imaće 12-13 skokova i samo nemoj da ga fauliraš. Ako ga 45 da. Jer sjećam se, jednom sam se bacio kao faul u napadu. Sljedeći. I rekao mi nemoj to da radiš. I onda sljedeći je namjerno ušao, otišao sam jednu 10 metara. Kako kamion. Tako da, ali je skroz cool lik. А други кои беа тогаш, знаеш, кои можеме да одвоиме? Беше Коби уште не во Зенит, але најверсно Тим Данкан беа тогаш Сан Антонио многу јаки, нели? Ја сум играл сам с Бен Воласом тада. Ти беше заедно, така е во Детройт. Па кој е од Хаким? Така. Хаким Оладжун, Дейвид Робинсон. Ева од соиграчи да рече, имало играч што си бил со негово тим и што онака баш те импресионирал, да онака си минјам капа. Кој е некој таков, знаеш, да му се восхитуваш буквално? Па одбранено то што сам играл против Бен Волас. Со Волис, така? Да, Добро, он беше дефензив плеер. И таа негова специфичност како игра одбрану е стварно ненормална. Научи нешто да речеме од него, знаеш, кој играш со таков човек. Да, али со осталим играчима, веćinom се они неки против коих сам играл. Сад са мном био сам у Клиперсима Елтон Бренд тада. Да, добро, он беше исто добар, мокен. Jeste, ali većinom, Hakim, kad sam igrao protiv Hakima, Davida Robinsona, Kobija Bryanta. Protiv Melon si igrao? Igrao sam na olimpijadi, 96. U Dream Team? Da, onaj drugi, onaj 96. Penny Hardaway tada, Charles Barkley, mislim svi ovi koji su... Da, tako je. Jer košarka u NBA-u tada tih godina je bila mnogo drugačije nego što je sada, jer tad se igrala i odbrana, mnogo žešće se igralo, tvrđe. Gledaš сега? Utakmice gledaš? Pa ne gledam sve, neke, pratim Jokića i ove naše igrače Bogdana. Košarka danas, moram da biram utakmice koje ću da gledam, jer mi nisu sve interesantne. Ne volim to sad 130 poena, igraju kao na... 142, 140. Pa da, All-Star, klasičan All-Star utakmica. Ranije je to bilo ljudi koji su voljeli da gledaju i odbranu i da se pobiju, da vidiš nešto više nego samo čist napad. Добро, Детройт кога се степа она Мелис in the Palace што е со Индијана, ти тогаш нели ги гледаше со поинакви очи, бидејќи тоа ти се Да, тоа е било нешто после мене кад сам ја отишao. Како ти беше кога ги гледаше како се бумбара таму си? Па не, Детройт je uvek gajio tu vrstu malo jače odbrane i ja znam jedna utakmica protiv Sakramenta. Dobro, od Bad Boys nataka. Tada Brad Miller, što igrao u Sakramentu, imao sam nešto sa njim, neki eksces, ali ništa sad strašno. Dobro. I isključen sam tu i bio sam kažen $48.500 za ništa. I ja onda kažem posle što ga nisam udario stvarno. Da, brke veše, da. Pa $50.000, rekao nije vredelo ovo. Си играл против некој што онака многу те нервира? Пошто обично зборат, не знам, Гери Пейтон бил таков треш токер, многу му зборела устата, знаеш, има такво нешто. Реджи Милер наводно исто многу зборувал. Pa jest, ali ja direktno da sam imao sa nekim nisam, ali većinom ti što se... Ne znate dopre. Da, nije, već sam imao, kad sam otišao imao sam dovoljno iskustva da mogu da se kontroliš. Da sam bio mlađi, verovatno da, ali u tom periodu, jeste da te na početku testiraju, dolazi iz Evrope, belac... Ne razbiram mnogo. Da, i onda te testiraju, ali došao sam spreman, tako da sam pokazao zube tih prvih dana. Pa jeste, bilo je tu nekih situacija, da to spominjala anegdota isto iz slačionice, treći dan kampa, to je treći dan, trenira se tih prvih 5 dana, trenira se 2 puta dnevno. I prepodne i popodne. I onda posle toga je jedan trening samo. I onda ujutru to već okupiš se od pola 8 i onda već trenizi od 9 do 12. I onda popodne od 5 maltene do 8. I onako traje dugo i žestoko je. I treći dan umoran si već. I oni znam, velika slačionica, sećam se, i oni stavljaju rap muziku ujutru u 8 sati. Da, i mava to. Pun gas sa zvučnicima. Sjećam se da sam ustao. Ja sam tad bio beo, imao sam silver surfer. Farban. Da, i bio sam jak, isto što... Golem. Da. I odlazim do onog CD-a, uzimam CD i bacam u kantu za smeće. Tišina u slačionici, niko ništa ne govori, niko mi ništa nije ni rekao. I posle podne, Michael Curry, on je bio kapiten. Michael Curry, tako. Da, bio je kapiten. On više rezerva. Da, i on je pitan kao,
zvali smo Big Z. Z, jel može da pričam nešto? Rekao, može, Mike. Šta je, da li ti je okej ovdje u Detroitu, u ekipi? Ja rekao, jeste sve odlično, imaš nekih problema? Rekao, nemam sve. Rekao, Mike, zašto me pitaš? Pa rekao, ne, pitam te da li ti treba neka pomoć u nekom pravcu. Ja rekao, ne, sve okej, super. Ali može nešto da mi Zi kažeš, sad se desilo ono jutro. I rekao, šta Mike, pa što si bacio CD u Pa brat, 8 Savajle. Savajle, 8 rap muzika. Ne ide, Mike, rekao, ne mogu slušam to baš toliko. Da. Pa kao dobro, kao i on se smeje, ali eto, to je, ajde, neka... Освен Желјко Обрадовиќ, кој ти е исто некој тренер, однака што сигурно сите ти се драги, фала Богу, ама знаеш кого го ставаш малку повисоко од другите? Gledaj, Željko Obradović je bio 2 godine Partizan, 2 godine Benetton, 2 godine Panathinaikos, plus reprezentacija. Така е, да. Добро, тоа е многу. Jeste. I onda radio sam sa Mike D'Antonijem 2 godine u Benettonu. Он беше, нели, офенс, само napad. I meni je to odgovaralo iz Partizana kad sam došao u Benetton da bude on, jer se treniralo sat i 15 minuta. Ja sećam se prvih treninga, dolazi petak, igramo u nedelju, kao meni da ja idem da odmorim, da idem u neki džakuzi, ja rekao 23 godine, ovi svi treniraju, ja kao da idem da odmaram. Zašto, šta da odmaram, sat i 15 trening? I kaže, idi ti da se pripremiš za utak, da. Znači ništa, i uvek neki napad, bacanje gore, lopte, baci gore, Ricardo Pitis tada, zakucavanje. I to mi je odgovaralo posle svih onih treninga iz Partizana, da to sprovedem sada u nešto. I tih 2 godine mi je značilo mnogo i neka moja prekretnica i ta prva titula sa Benettonom koju smo osvojili. Jer posle prve godine mogu sam da dobijem otkaz. Jer nisam igrao dobro, nisam se prilagodio posle Kukoča, jer Kukoč je tada pre toga bio u Benettonu. Pa posle Orlando, Woolridge, Naumovski, sve vrhunski igrači. Sad dolazim ja klinac 23 godine u veliku ekipu, nije bilo lagano prilagođeno. Big shoes to fill, čovjeka. Jeste. I ta druga godina je značila mi mnogo. Ta jedna utakmica, 4. koji smo igrali protiv Team Sistema tada. Dobro, Team System, da. Da, i Carlton Myers, Dan Gay, ozbiljna ekipa. Mnogo. Da, i onda ta utakmica je bila 2-1 za njih, igramo sad 2 u Palaverde, da. I tu se lomilo poluvreme, znam onako, igrali su solidno dobro, ali sad sećam se, odlazim u slačionicu, otišao sam direkt da povraćam od nervoze. Nisam ni slušao šta je Mike tad što se zbori na poluvreme. Da, i on rekao, ovo ti je sad moment, ti ćeš da ideš... Sega je. Da, ili sad pokažeš koliko vrediš ili kupiš stvari. Pakuj se. I onda sam odigrao tu utakmicu nevjerovatno dobro, dao sam 32 poena, imao 13-14 skokova i dobijemo u produžecima, izjednačimo na 2-2 i sljedeći dan smo igrali, dobili smo i osvojili smo titulu. I to je bila neki next step u sljedeći korak u mojoj karijeri. Trgna rabotata malo. Jeste, i onda sam ostavio to iza sebe, tu neku nervozu i stekao sam mnogo više samopouzdanja da bi išao dalje. Eto, to je bitan moment, da kažem, u mojoj karijeri. Гледачи кога гледаш баскет или било што, не ги знаеш овие работи, колку се преломува човек во себе. Па борба, мораш да будеш многу јак у глави и психолошки долазиш... А се случило да гледаш некој со многу талент и едноставно нема карактер за да... A to je suština. Ja znam mnogo igrača koji su bili mnogo bolji nego ja, ali psihički nisu mogli da izdrže taj drill u kontinuitetu dugi period. A imaš oni koji su manje talentovni, ali su spremni da rade i da se posvete. Na što najčesto paѓаат? Знаеш што е? Pa ne mogu da izdrže jer ti професионализмот не го можат. Jeste, i ne možeš da izdržiš. Ili te povuče da li ćeš ideš u kafane ili ćeš imaš problema sa devojkama ili sa čim već, taj neki lep život, onaj telesne ta neka zadovoljstva. A treba da se odrekneš toga i da se posvetiš... Dobro, valjda je da najdeš ekvilibrijum nekako. Tipa ne da ga ne si odelo u kafane. Pa ne, naravno, pa nismo mi bili sad idealni, bili smo na čajevima i pili vodu. Ne, ali moraš da znaš moment kad je to. Tako je. I mi smo izlazili, da je bilo ovih kamera danas i ovih mreža, ko zna da li bi bilo nešto od nas. Ali bilo to dobro. По тој аспект, па потешко им е сега, знаеш дека точно. Pa nije im lagano, ja ih razumem. Сегде, кај да оди го снимали. Imali smo sreću mi što to tad nije ni bilo, ali... Pa ne, mi smo dolazili su bila situacija da dolazimo u 6 ujutru pod dejstvom... Kade? Во кој клуб?
Pa u svim klubovima. Nije bio jedan klub, ali bio moment kad... Amerika duri? Tamo dobro, da, ali, dobro, ne, nije. Ali, mislim, moraš dođeš na utakmicu spreman. Ali većinom ovde po Evropi ili u reprezentaciji. Tak. Dođe moment kad izađemo i opustimo se malo. Žurka, dobra, teramo do 6. Ali direkt na trening. Ali gled, direkt na trening. Nismo propuštali taj trening, nego smo i onako pod dejstvom... Malko glava boli? Pa i više od toga. Ali smo trenirali. Dok danas vidim da ako si ostao do tada, onda kažeš uvek neki razlog zašto ne može, boli me stomak ili nešto. Ne, mi to nismo tražili. Ako smo mogli da ostanemo i da pijemo, možemo i da treniramo. Onda spavaš popodne i odmaraš popodne. Kao što кажавме у кола, од мало место доаѓаш и да ги доживееш сите овие успеси. Знаеш како им беше на семејство, на пријатели, беа изненадени дека еве го наш Желјко види што прави. Знаеш како го доживуваат тоа роднини едно друго. Pa dobro, za sve njih je bio to neki šok, nešto novo, ali meni je to bilo sve do sredine, dok nije to krenulo sa tim uspesima. Ne go misleš, a? Ma ne, stvarno nisam razmišljao. Uvek sam se vraćao tim nekim jednostavnim stvarima. Nije me... Ok, mogu ja da budem i sa premijerima, predsjednicima države ili šta već, kad smo išli na ta neka događanja, ali... Mislim da sam jednostavan što se tiče komunikacije. Ne treba mi mnogo da bi bio srećan. Da. Ali to je filozofija na život. Generalno, pa ne, jednostavno sam takav. To sam povukao iz familije i tako mi je ostalo. Ti беше фактички драфтуван од Партизан во Сиетл. Они те драфтуваа. Они su uzeli moja prava, da. Ама ти никогаш не играше во Сиетл. Pa ja nisam ni bio spreman tada i da idem tamo, jer sam znači, 22 godine. Samo te draftува... Pa da bi imali tvoje prava, ako budeš dolazio... Koga rešiš. Da. I onda su oni menjali ta prava, da li je otišlo i do Minnesota i ne znam sad. Aha, demek te trejduvat. Ali bez mene, nego su trejdovali moja prava. Viš kako, samo ti se javуваат, primjer, ti vikат, od denas ko Minnesota si. Pa ne, nisu mi se ni javljali, nego oni to trguju između sebe. I sad ja kad odlučim, već je to bilo 99. kad sam bilo potencijalno da ću da odem, onda tu sam pregovarao sa Torontom. I onda je Toronto pregovarao sa Minnesotom da uzme moje pravo. Ali nisam otišao sam u Panathinaikos. Ali 2001. već osvojio sam sve u Evropi. To беше причината? Pa da, nisam imao motiva, ali možemo kažem, hteo sam da odem i da se oprobam tamo. Možda sam malo kasnije otišao, možda sam mogao i ranije. Koliko godina imaš? Pa 29, 30 i znam da kad sam igrao Rookie All-Star u Filadelfiji 2002. Ja sam 33, pa ne, Sabonis i ja smo bili najstariji rookie. I on je igrao Rookie All-Star, koliko je on tada imao. Ja sam 30 godina dolazim, igram sa rookijima od 19 godina, 20, ja sam kao rookie. Plus to može i od high school do ako ne se lago. Da, bilo je malo smešno, ali okej. Bio sam Rookie All-Star sam igrao, sa 30 godina. Dobro. Поискусен малку. Имаше балканци соиграчи? Во NBA? Pa ima dosta. Не, ти дали имаше во тим со некого што играше од Балканов? Во исти тим? С ким sam igrao? Немаше многу балканци, мислам дека. Во Детройт немаше. Pa ne, bio je tad Ratko Varda sa mnom u Detroitu i posle je došao Darko Miličić je došao... Go fati Darko Miličić? Da, zadnja godina moja kad je on sa 18, kad je draftovan od... Po start беше во кафани доди? Da. Ne, dobro, bio je mlad. Ono što je poenta i ono što ja govorim sada kroz akademiju, da treba igrač biti pripremljen mentalno za određeni nivo košarke i stres. On je otišao tamo sa 18 godina i nije bio spreman, nije ga niko pripremio za taj nivo. Ja to želim i da kroz akademiju da se to prenese klincima i da oni budu spremni za te stvari. Jer danas roditelji daju očekuva mnogo. Da, i svoje ambicije žele kroz decu da ostvare. A dete, možda on vizuelno deluje da je odrastao, zreo, da je spreman, a on mentalno nije. I mora da se radi sa njim. I to je osnovni problem. I to je bio, ajde kažem, to zna i svestan i Darko i posle smo pričali. Kako je, mnogo pati on javno go zbori to? Da, ali i treba da se pripreme igrači kada odlaziš na taj nivo igranja košarke i svega onoga što ide uz to. Da, ne je od samo para, košarka, financija, svega.
žena, sve sa čim se susrećeš. Се осеќаш многу јак. Знаеш, па ако имаш некој фейлир на терен, може да Pa те jeste, evo ja oslabi. govorim to kroz akademiju, sada što to pričam kroz akademiju Rebrača i na kampu što ćemo da radimo. Znači ta komunikacija, samo motivacija, taj NLP, Znaš to, da se ajde, to pomogneš, deluje, NLP je nešto, ajde, neurolingvističko programiranje, deluje nešto kao, ne znamo šta, ali nije, nego samo Scientific. motivacija, pričanje sa samim sobom, da sebe motivišeš da ideš dalje, da vidiš kako da izvučeš onog najboljeg sebe. Види, пречки има многу, ама да знаеш да ја поминеш пречката и да продолжиш далje. To je suština, ali treba neko da priča s tobom i da te pripremi za to. Ти гледам имаш и од академијата таму. Jeste. Ovo je poklon za tebe. Фала ти. Ima nešto, lopte, majica koju... Има пара. Pa ne znam, možda ima, ne znam da li je... Има пликова натре. Pa, napravili Ја smo... покажеме, чекај, многу ми значи ова. Голем кеф ќе ми биде. Опа. Ова е со логото, така? Jeste sada. Ево. Академија Ребрача. Ете. Не, кој ќе дојдам, ја ќе бидам најстари од руки. Jedna lopta nismo naduvali, ali isto sa... Ќе ја надуваме, што? I ovo je, ajde... Желико, фала, еј. Фала ти многу. Ова нека ништа, седи тука. Дај уште еднаш да ги подсетиме луѓе, бидејќи кога што каже отворено и за нели луѓе од тука што ќе сакаат на Златибор да ги пратат децата за да ги научат овие работи, да ги припремат тренерите и ти за она што им следува во евентуална кариера кошаркарска, ама како што кажа, не е ни само кошарка, него поише и животна некаква си академија, не е само баскет и баскет. Pa ne, hoćemo to da bude inovativnije. Da kroz akademiju i sada to radimo u akademiji i sada na Zlatiboru radit ćemo na kampu od 3. do 10. jula prva grupa i od 10. do 17. jula je druga grupa. Želimo tu sa iskusnim trenerima, imat ćemo i doktore tu i da pričamo o svemu ovome sad što smo pričali. Profesionalni treneri koji imaju dugi niz godina iskustva u košarci. Ja ću biti prisutan isto tamo i da radim zajedno. Đorđe Tomić je sportski direktor i akademije i bit će vođa kampa. Imaćemo i druge trenere. Vladimir Mirkovski koji je iz Makedonije i on će da bude isto trener. Sa njim sarađujemo sa njegovom International Basketball Academy iz Skoplja. Има гости, ама не ги кажа. On je i naš, i zajedno sarađujemo i pravimo neke buduće Јас ти кажав, академијата priče, тука да vidjet дојде. ćemo, pripremamo se, nećemo pričamo sad to. On je jedan odličan trener sa mnogo iskustva, proglašavan je najboljim mladim trenerom. Da, tako da sarađujemo i nadam se da ćemo dugi niz godina sarađivati. Сигурно. Доле отиде сајтот кај што може да си ги пријават децата да видат што како кои се услови и така натаму. Нека расте академијата, ти си човек како што си израснал 20 сантима, така и академијава за една година. Pa polako posebno neka kvalitet našeg rada. Želimo to da se posebno, da bude drugačije, inovativnije, ne ono klasika neke stvari što se rade danas. Не квантитет, квалитет. Jeste. I da ti klinci izađu zajedno sa roditeljima da vide benefite svega toga i da izađu kao kvalitetni ljudi, a vidjet ćemo košarkaši, opet ne mogu svi biti vrhunski, ali mogu da poboljšaju svoj nivo. Pa vidi, со самото тоа што ќе го подобрат Pa biće i engleski jezik. Znači i engleski jezik gde će moći taj neki konverzacijski da koriste. Pričat ćemo o ishrani. Одлично. Imaće odličnu ishranu tamo isto Кај tako. нас не ни има, да речем, толку многу ваков тип на кампови. Pa nema, ja mislim da ovde u jugoistočnoj nema. Da se bavimo sa svim. Pa, gledaj, prošao sam svašta, u svim sistemima sam bio i pokušavamo da to sve primenimo sada šta je klincima potrebno, da kad dođu na njihove životne raskrsnice, da se sete tih razgovora i da mogu to da primene za kasnije. Правиот пат да го одберат. Da li će otići oni kasnije negde da studiraju, ali može, košarka na jedan način može mnogo da im pomogne. Ne samo da budu vrhunski. Така U tom, mogu da budu vrhunski u nečemu drugom. Го гледаше Лес Денс?
документарецот Јесу, за Џордан? да, наравно. Да. Го препорачуваш, мислам, ја опишува добро Не, кошарката треба, и да, треба, али врхунска кошарка има својих, то nije лагано. Да, така. Ако не мислиш да проđеш kroz sav taj drill, bolje da se ne baviš sa tim. Ima ona košarka, igramo Napolju i... Да, 3 на 3, ајде. Ali ako hoćeš na taj nivo da odeš, onda moraš da... Супер, ова што го правите е многу корисно и како што кажав се надевам дека ќе расте академијата, кампот дека ќе биде се поголем и дека наскоро ќе дојдеш во емисија да објавиме дека почнува и во Македонија. Biće mi drago da dođem ponovo i da se družimo. Да го повториме ова. Нормално вас ви препорачуваме да си имате Good Nature чаеви и во лето и во зима, фала Богу, и нормално ПКБ-та од ПКБ-ско прва македонска премиум паштета да си ги имате и да си ги купите. Желко, ти благодарам што дојде. Пандемија ваква како што е, ете, ни овозможи да се видиме. Нека заврши побрзо за да се гледаме почесто. Надам се да hoće. Ajde. Хвала. Хвала. Хвала.